Ovde nema ništa, najdem Abduhi. Dođi me da go proverim ispисанието. Господјо обвинител, едниот полицаец е на господин Мете, другиот пак е негов доверлив човек кој со години е покрај него. Се разбира, не гираат врската на темата со Мете? Да, господјо обвинителка. Ако тие не го застрелале Мете, што велат, кој го сторил тоа? Велат дека Кара го застрела. Остурк му беше гаранција на Мете. Каква врска има со Кара? Или е мртов, или е во бегство. Нема подобар за обвинување од него. Земете го Мете. Може би тој знае нешто во врска со Кара. Како ќе каже? Не сакам да имате
посебен третман кон господинот Мете затоа што беше поранешен полицаец. Применете ја истата процедура како кон сите сомнителни. Ве молам, сторете го тоа. Туркане, како си ми? Не, добро сум, благодарам. Ми требаше нешто. И да замолам нешто. За саат време итно морам да летам за Лондон. Слободен ли ти е авионот? Благодарам, Турка. Поздрав многу од мене. Господине, ако одите во странство ќе ги прифатите обвинувањата? Додека да докажам дека сум невин, внатре ќе изгнијам. Господине, нема зашто да ве земат во притвор. Најверојатно ќе ве сослушат и ќе ве пуштат. Мене ли ми кажуваш, Нихат? Ке ти кажат дека ќе те сослушуваат и ќе лежиш 30 години. Острук како остане жив. Јас ќе се вратам. Ако умре во Турција, само мртов ќе дојдам. Господине, полицијата дојде. Што да правим? Оди задржи ги. Јас ќе излезам одзади. Господине, тоа ќе завршите со себе. Ја имате опколено куќата. Ако така ве фатат камерите, многу ќе ве натажат вас и оние што ве сакаат. Оди разговарај. Ако има новинари, удалечи ги. Јас самиот ќе се предадам на обвинителот. Не верувам дека ќе прифатат, но да се обидам. Обиди се. Началниче, господин Мете ќе оди кај обвинител да даде изјава. Чекувам разбирање од вас. Директоре, имам наредба од горе. Не можам да ризикувам. Влезете. Во академијата не ве научили на почит кон постарите. Господине, од вас научивме кон сите еднакво да се однесуваме. Претеруваш малку. Има скапо да ми платиш за ова. Си ја вршам должност. Правиш подлости, бе. Носете го. Еве го доаѓа. Доаѓа. Господине Мете, ќе дадете ли изјава? Кажете ли нешто за изјава, господине Мете? Господине Мете, ќе дадете ли изјава? Мете, ве молам за изјава. Господине Мете. Господине Мете, ќе дадете ли изјава? Дадете ни изјава. А господине, ве молам, дадете некаква изјава. Луѓето, молам за изјава. Ама господине, ве молам, кажете изјава. дали се Господине Мете, не правете гужва. Господине Мете, ве молам за изјава. А господине, ве молам, дадете Мете, ќе дадете ли изјава? Имајте Ве молам за изјава, господине Мете. Кажете нешто. Господин Мете, не изјава, ако може. Мете, ве молам за изјава. Господин Мете, ако може не изјава. Повелите, кого барате? Кој е одговорен овде? Имате ли закажано? Има ли потреба? Јас ќе ве најавам. Нема потреба, сами ќе се најавиме. Еј, пријателе, каде бе? Абдухи, ние ли ќе прашуваме или тие нас?
Каде е газдата? Горе. Повелите, господа. Кој го печати списаниево? Јас го печат. Добро, да поразговараме малку со вас. За каква цел го издавате списанието? Ако прочитате, сами ќе разберете. Јас прочитав, разбирам. Но не разбирам кој дава пари и го купува. Сите како вас. Во земјава има многу љубители на читањето и на литературата. Ти ли го одбираш писателскиот кадар? Зошто прашувате за тоа? Ние печатиме литературно списание. Не сме политички ориентирани. Немој да ми филозофираш. Колку луѓе има по име Мустихар? Зошто прашувате? Види, јас слабо стојам со литература. Одговарам ми едно по едно за да те разберам убаво. Колку луѓе има што пишуваат со псевдоним? Пуштете ме, што правите? Има тројца што пишуваат под псевдоним се. Кои се нивните вистински имиња? Мекмет Чолакли и Нихат Сердар. А третиот? Не му го знам името на третиот. Писател кој живее во странство некаде. Написите ги праќа по мејл. Лично не се запознавте? Не се запознавме. Зашто го објавуваш написот на човек кој не го знаеш? Па добро пишува, што има во тоа, ние објавуваме. Јас сакам неговата адреса. Ја немам неговата адреса. Каков работодавач си ти? Зарем не му плаќаш? Не сака, не му плаќам. Абдухе, ми се здосади. Тој е собственик на списаниево, тој го печати, тој... Немој! Овој ли? Не знам, го немам видено. Како контактираш кога ти треба? Ако тој не ме побра, јас не можам да стапам во контакт. Не знам. Немојте. Не знам, се полнам, не знам. Немојте. Ти во што веруваш? Во што се колнеш? Имам деца и семејство, што уште да ви кажам? Бате, штом ништо не знае, да му пукам во главава се. Се голнам во тоа што вие верувате, не знам. Извади ги сите негови текстови. Добро. Помоли се.